Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаат денот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. Прв мини парк со Лулашка и Летниковец добија лицата со попречености во општина Велес. СДСМ соостри критики за работењето на фабриката за шински возила Колска. ВМРО ДПМН реагира. 63 годишен жител на село Сирко во Велешко заработи кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело незаконска експлоатација на минерални суровини. Прв мини парк за одмор и релаксација добија лицата со попречености во развојот. Паркот се состои од лулашка приспособена за оваа категорија на граѓани и Летниковец. Истиот се наоѓа пред културното уметничко друштво Керамичар во Младинскиот парк во Велес. Мини парк за одмор и релаксација добија лицата со попречености во развојот. И оваа категорија на граѓани конечно доби свое катче каде ќе можат слободниот период од денот да го минат. Мини паркот се состои од лулашка приспособена за оваа категорија на граѓани и Летниковец. Градоначалникот на општина Велес и претседател на Центарот за развој на Вардарски плански регион Славчо Чадиев најави продолжување на изградбата на паркот со цел да се добие целина која воедно ќе го разубави просторот пред културно-уметничкото друштво Керамичар. Тоа е прв објект ваков вид во општина Велес. И како општина ние ќе продолжиме со изработка на уште еден додатен дел за лица со посебни потребни токму од нашата десна страна за да дадеме на целосна слика. Иако не беше во проектот тоа предвидено, општина Велес ќе го направи сама, тоа би требало да биде дрвен елемент каде што ќе можат да го користат лицата со посебни потреби за да направиме едно заокружување на овој сегмент. Мини паркот е во рамки на проектот за обезбедување на грижа за ранливи групи, што Центарот за развој на Вардарски плански регион го реализираше во текот на минатата година. Овој мини парк е во рамките на еден поголем проект кој го работевме во соработка со програмата за развој на Обединетите нации UNDP во 2015 година. Вакви мини паркови направивме и во други 5 општини, тоа е општината Кавадарци, тоа е општината Чашка, тоа е општината Градско и Росуман. Покрај реализираните проекти на Центарот за Вардарски плански регион, меѓу кои овој мини парк во рамки на проектот воспоставување меѓуопштинска соработка за обезбедување на грижа за ранливи категории во општините Велес, Кавадарци, Градско, Росуман и Чашка, во зградата на општина Кавадарци ќе биде поставен лифт за лица со попречености во развојот, а во едно основно училиште ќе бидат изградени тоалети наменети за оваа група на граѓани. СДСМ свесно ја одолговлекуваше поддршката на методологијата на Државната изборна комисија за прочистување на избирачкиот список со цел да го намали периодот во кој ќе се врши проверката, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Со цел да го намали периодот во кој што ќе се врши проверката и прочистувањето на избирачките списоци, СДСМ свесно го одолговлекуваше давањето на поддршката, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во врска со одлуката на СДСМ да ја подпише методологијата на ДИК за пречистување на избирачкиот список. Сега одеднаш даде поддршка на методологијата. Зошто ја одолговлекуваше работата? Зошто не ја даваше таа поддршка преходно? Кому кај нив му треба денови повеќе, недели повеќе за да се добие на време, за да се доближи времето во кое што ќе се надеваат ќе имаат повеќе аргументи да кажат дека нема доволно време за спроведување. Груевски истакна дека има доволно време да се завршат сите подготвителни работи за одржување на изборите на 24 април, по работниот состанок, разгледување на мерките и инструментите од програмата за рурален развој, што се одржа во Порта Македонија. СДСМ соостри критики за работењето на фабриката за шински возила Колска. Обвинуваат платите на работниците доцнат, фирмата работи со загуба, нема инвестиции во опрема и нема развој. Од ВМРО ДПМН реагираат, секогаш кога се наближуваат избори, СДСМ се служи со невистини.
Остри критики за работењето на фабриката за шински возила Колска од партиската говорница на општинската организација на СДСМ упати Иван Ивановски. Тој обвини дека платите на работниците доцнат. Фирмата работи со загуба, нема инвестиции во опрема и нема развој. Првата одлука на новото раководство беше да ги испрати вработените на принуден одмор на 2 дена, рече Ивановски. Работниците се во неизвестност, не знаат дали им е загарантирано работното место, ниту пак што ќе се случува со останатите плати и кога ќе ги добијат. Оваа година се навршуваат 100 години од основањето на Колска. Лошата состојба во која што се наоѓа оваа единствена фирма во државата овластена за работа со шински возила е последица на неспособното управување на кадрите на ВМРО ДПМН. Ивановски побара објаснувања за тоа дали Колска е оспособена да учествува на тендери и да обезбеди работа за своите работници или поради својата неликвидност не може да учествува на тендерите. Дали Колска должи пари на Управата за јавни приходи по разни основи и зошто македонски железници не бараат услуги од Колска. Ивановски запраша дали е точно дека инфраструктурата на вагоните на македонски железници се работат во Бугарија наместо во Колска. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН испратија писмена реакција во која се вели: секогаш кога наближуваат избори на СДСМ му текнува за Колска. Така, пред 10 години, кога нивниот вечен кандидат за градоначалник Аце Коцевски предизборно ветуваше инвестиција од француски лор и 90 милиони евра странски инвестиции во Велес. Наместо да ја замајуваат јавноста со нивната лажна грижа, што секогаш предизборно ја искажуваат, СДСМ треба да одговори на следните прашања. Каде е инвестицијата од француски лор за Колска што ја ветуваа пред 10 години? Каде исчезна словачкиот инвеститор кој ветувавте дека ќе ја спаси фабриката? Зошто ги лажевте вработените дека сте договориле странски инвестиции за Колска? Зошто заборавивте на вашите ветувања за влез на странски капитал во фабриката кога бевте на власт? Локалните функционери редовно и интензивно комуницираат со извршната власт во изнаоѓање на решенија, се вели меѓу другото во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Кривична пријава заработи 63-годишниот РМ од село Сирково, Велешко, управител на НИП проект Доел Кавадарци, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело незаконска експлоатација на минерални суровини. Секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против 63-годишниот РМ од село Сирково, Велешко. Управител на НИП проект Доел Кавадарци и правното лице НИП проект Доел Кавадарци, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело незаконска експлоатација на минерални суровини. Од страна на полициски службеници утврдено е дека пријавените, без да поседуваат концесија и одобрение за ископ на минерални суровини во местноста Виничани, атар на село Ногаевци, вршеле ископ на минерални суровини и истата ја продавале на фирмата Јавор Транс, бензинска пумпа Градско. IT компанијата Ухост од Кавадарци одбележа 10 години од своето постоење. Јубилеј кој е придружен со долгорочна ориентираност на компанијата кон врвни IT решенија и услуги. Во изминатата деценија Ухост зад себе има многу достигнувања, се вбројува во една од најдобрите компании во земјава. По 10 години во кои се етабилираа како водечка компанија на IT пазарот во Македонија, при тоа создавајќи бренд на компанија која освен за квалитетот и добрата услуга, посебно внимание посветува на општествената одговорност. Компанијата Ухост од Кавадарци го прослави својот јубилеен 10-ти роден ден. Роденденот ги собра на едно место дел од своите клиенти и одговорните лица од компанијата, кои се дружија, разговараа и ги разменуваа досегашните искуства од меѓусебната соработка. Од формирањето па до денес може да се пофалиме со доста голем број на повеќе годишни задоволни, сериозни клиенти кои ни го довериле нивниот бизнис и не одбраа нас како домаќини на нивните сајтови и нивни IT партнери, вели Александра Илиева Атанасова, управител на компанијата. Работиме со хостинг сајтови, изработка на софистицирани сајтови, регистрација на како МК домени, така и интернационални,
голем број на задоволни клиенти изминатите 10 години, кои што освен имаат некои шарет хостинг, имаат и сервери како дедицирани, VPS, многу поголеми услуги. Тимот е достапен 24 часа со поддршка, совети и секогашна времена реакција. Нашиот сајт стабилно работи и одлично ги поднесува сите предизвици кои му ги поставуваат корисниците, вели за К1 Даниел Уневски. Драго ни е што сме дел од оваа роденденска забава. 10 години се убав јубилеј, му посакуваме најмалку уште по 10 години, вкупно 100 и повеќе од тоа да ја продолжи семејството на Илиеви ова успешна компанија која што е препозналив белег на кавадарци на низ цела Македонија, еден од најдобрите брендови во IT секторот во Македонија. Брзи и стабилни сервери, професионална техничка поддршка во секое време и многу важно прифатливи цени. Задоволни од соработката со Ухост беа и дел од останатите гости кои успеавме да ги прашаме. Долги години наназад, мојата стоматолошка ординација Фуџи Денцо работува со нив и можам да кажам дека сите вработени покажуваат една голема професионалност во своето работење, голема експедитивност и многу сум задоволна што соработувам со нив. Посебно ми е драго заради тоа што се поголем е бројот на млади лица кои што се охрабруваат на некој начин преку собствен извор на финансирање да воспостават еден систем на работа кој што кавадарчани и пошироката заедница тиквешијата на некој начин го препознава и дава дополнителен стимул за работа и на компанијата и на оние кои што ја водат оваа фирма. Ухост како компанија успешно функционира од 2006 година, составена од тим на креативни и искусни млади лица, инспирирани од брзиот развој на IT сферата, успеваат сите новитети да ги применат во своето работење. Се издвојуваат од останатите со применувањето на последните технологии базирани на светски стандарди. Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес продолжува со своите активности. Крводарителската акција е првата од низата предвидени активности во месец февруари. Истата ќе се одржи утре од 10 до 16 часот во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот, најави председателот на Унијата на млади сили од Велес Живе Катранџиев. Унијата на млади сили оваа крводарителска акција ја организира 4-та година поред, а се одржува во чест на раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев. Слободно можеме и да се гордееме со фактот дека на изминатите крводарителски акции се собира голем број на крвни единици, над 100 крвни единици. Исто така би сакал да потенцирам дека Унијата на млади сили организира крводарителски на други датуми, што значи дека од 2011 година па наваму ова е 6-та крводарителска акција која што ја спроведува Општинскиот комитет во Велес. Објавен конкурс за давање на услуги од областа на здравјето на растенијата. Од овој месец Македонија ќе почне да ги извезува првите количини млечни и месни производи на рускиот пазар. Ова се вестите од Македонија. Млечни и месни производи ќе се најдат на рускиот пазар. Од овој месец Македонија ќе почне да ги извезува првите количини млечни и месни производи. Минатата недела официјално е одобрен пласман на живина во Европската Унија, а во ноември минатата година беше потпишан и договор за извоз на смрзнато јагнешко месо во Кина. Македонија може да извезува млечни производи во Соединетите Американски држави. Се работи и на извоз на месни производи, на одобрување пласман на риба што наскоро се очекува, како и на извоз на производи од живинско месо во ЕУ. Според директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски, ќе останат уште производи од свинско месо, кој во наредните години ќе биде овозможен извоз на европскиот пазар, а оттаму и во сите други држави. Објавен конкурс за давање на услуги од областа на здравјето на растенијата. По завршување на конкурсот, фитосанитарната управа ќе издава дозволи за вршење на лабораториски анализи, дијагностицирање на штетните организми и издавање на пасоши за растенија. Оваа година пасошите за растенијата се воведуваат првпат како пилот проект со поддршка на Европската Унија.
Пасошот за растенијата е документ со меѓународно значење, кој се прикачува на садниците и е наменет за внатрешно движење на прегледан и здравствено исправен саден материјал. Време траењето на дозволата е најмногу 3 години. Огласот трае 8 дена од објавувањето, односно од 27 јануари 2016 година. Руски воен авион го нарушил турскиот воздушен простор. Светската здравствена организација прогласи вонредна состојба поради вирусот Зика. Ова се вестите од светот. Потпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби изјави дека руски воен авион на 29 јануари го нарушил турскиот воздушен простор. Според него, Русија и Турција треба да превземат мерки за спречување на ескалацијата. Тој додаде дека не е во американски надлежности на русите да им се даваат докази за она што тие неправилно го сториле. Анкара додаде дека пред самото нарушување, турските радарски станици повеќе пати на руски и англиски јазик го предупредувале екипажот на авионот дека ќе го наруши воздушниот простор. Уште на 29 јануари рускиот амбасадор во Турција бил повикан во Министерството за надворешни работи на Турција и Анкара го осудила настанот. Русија ги негираше овие тврдења на Анкара. Светската здравствена организација прогласи вонредна состојба поради вирусот Зика. Објавата на вонредната состојба, која ја направи директорот на здравствената организација Маргарет Чан, ќе овозможи да се утврди дали вирусот Зика што се пренесува преку комарци е одговорен за големиот број на бебиња родени со абнормално мали глави во Бразил. Таа најави дека ќе се вложи голем напор за да се спречи бремените жени да останат инфицирани и преку контрола на комарците ќе се обидат да го спречат ширењето на вирусот. Вонредната состојба во Бразил е прогласена поради сомнеж дека низата бебиња родени со мозочни оштетувања се поврзани со вирусот Зика. Од октомври досега во Бразил се регистрирани над 4000 заболувања од вирусот, а Чан исто така потенцираше дека државите од светот за сега треба да се воздржат од воведување забрани за патување во Латинска Америка. Норвешката репрезентативка Камила Херем претрансфер во женскиот ракометен клуб Вардар. Од петок до недела Европско првенство во карате за млади. Во 6 години прва победа на Кливленд во Индијана. Следуваат вестите од спортот. Норвешката репрезентативка Камила Херем е пред трансфер во женскиот ракометен клуб Вардар. Одличното лево крило, кое во моментов игра за дански Твис Холстербо, ќе биде првото засилување на нашиот најдобар колектив. Доколку бидат успешни преговорите, Херем ќе стави подпис на 3-годишниот договор со нашиот најдобар женски колектив. Норвежанката ќе дојде како замена за Сираба Дембеле и Маја Сокич, кои по крајот на сезонава ќе се заменат од Вардар. Во својата кариера Камила има настапувано за Сола, Бјасне и Маја Маре, додека со норвешката репрезентација, каде што има одиграно 174 надпревари, е актуелен освојувач на златниот медал на последниот европски шампионат. Од петок до недела ќе се одржи Европското првенство за кадети, јуниори и младенци до 21 година во Кипар. На Европското првенство во Лимасол ќе учествуваат 940 каратисти од 48 држави, а селекторите Александар Кузмановски и Арминд Усеини потенцираа дека нашите представници се подготвени за освојување на медали, а целта е достојно да се представи Македонија. Моника Пендаровска, директен европски медалист во кадетска и јуниорска категорија, младите надежи Столес Милковски и Фаик Весели, како и бронзениот од последниот континентален јуниорски собир Виктор Крстевски, кој годинова преминува во повисока категорија од 21 година и овој пат се наши најголеми адути.
Кошаркарот на МЗТ Скопје Урош Луковиќ повторно се најде во идеалната петорка за изминатото коло во АБА лигата. Иако македонскиот шампион беше убедливо поразен од Црвена ѕвезда со 92:79, Луковиќ ова признание го заслужи благодарение на 20 постигнати поени, 6 блокади и по една асистенција и една освоена топка. Најкорисен играч за ова 22 коло е Мајк Цирбес од Црвена ѕвезда со 36 индексни поени. Во топ 5 за оваа рунда во регионалната конкуренција влего е Анте Жужик од Цибона со 29, односно Джейкоб Пулен од ЦДВ со 28 индексни поени. Во просториите на Ракометната федерација на Македонија, во присуство на представници на клубовите, денеска беа извлечени двојките за четвртфиналето од купот во женска конкуренција. Надпреварите од оваа фаза ќе се играат на 5 и 6 март оваа година. Двојките се Овчеполе Вардар, Вардар Јуниор, Пелистер 2012, Металург Прилеп и Куманово Ѓорче. Полуфиналните надпревари и финалето ќе се одиграат на 7 и 8 мај оваа година. Што се однесува до купот во машка конкуренција, групната фаза ќе се одигра на 16 и 17 април 2016, додека полуфиналните надпревари и финалето се закажани за 14 и 15 мај. Првата победа на Кливленд во Индијана по 6 години, како и трипл-дабл ефектот на Расел Вестбург, ја одбележаа вечерта во НБА лигата. Вестбург постигна 17 поени, дополнети со 13 скока и 11 асистенции во победата на Оклахома над Вашингтон од 114:98, додека Кливленд беше подобар од Индијана со 111:106. Кливленд дури по продолжението го скрши отпорот на Пейсерси за прва победа во Индијана од 2010 година. Мечот го одбележа Кейри Ирвинг со 25 поени, вклучувајќи и 6 во продолжението за пета едно по друго победа на Кливленд. Го следеше и Леброн Джеймс со 24 поени, 12 скока и 6 асистенции. Пейсерси ги предводеше Џорџ Хил со 23 поени, а по 14 поени постигнаа Монта Елис и Майл Тарнер, кој имаше и 10 скока. Расел Вестбург во својот трипл-дабл беше нерешлива задача за Вашингтон, а Кевин Дурант постигна 28 поени во победа на Оклахома, дополнети со 9 скока. Во едно од дербијата на вечерта, Атланта славеше против Далас со 112:97, а незапирлив беше Джеф Тик со 32 поени. Сончево и топло време со умерен југозападен и југоисточен ветер имавме денес. Максималните температури во интервал од 11 до 22 степени. Еве ги деталите. Ова беше последната информација за вечерва. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.